Добар ден! Вие сте во подкастот од проектот Мама не си сама. Денеска зборуваме со доктор Марина Поп-Лазарова, специјалист педијатар неонатолог, за сите прашања кои што ги мачат новите, идните, младите, но и старите мајки. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и добро ве најдов и да ви посакам многу успех со новиот проект Мама не си сама. Кога станува збор за психичкото здравје на мајките, јас верувам дека секој една од нас поминува низ многу голем стрес и многу голема трансформација која што на некој начин е да не речам осудена, ама некако ставена на тапет во нашето општество и многу мајки се трудат да се прилагодат на она што е наметнато и на она што мора. Некако се знае кој е стереотипот на мајката и како таа треба да се однесува во општеството, откако нели бебето ќе дојде, мора да се седи дома, мора 40 дена да бидеш дома, не смееш да излезеш, не смееш кафе да испиеш. И мислам тој стрес, тој нели некако се одразува и на бебето. Или некако и бебето го чувствува тој притисок што мајката го живее тие 40 дена. Кој е вашиот совет во тој поглед? Дали сметате дека тие работи треба да се скршат, дека тие табуа некако треба да се тргнат на страна и едноставно да почнеме поотворено да ги гледаме овие работи? Веќе мислам дека се менуваат. Младите генерации поинаку ги негуваат децата и поинаку се грижат за децата. И тоа е добро. Овој стереотип на 40 дена веќе се повеќе и повеќе се напушта. Имало логика во време кога има ниска хигиена, ниски здравствени услови пред децении, кога сето тоа било стварно survival, преживување и така натаму, кога во ризик било и здравјето на мајката и децата и така натаму. Меѓутоа сега во вакви околности навистина може да се направи еден друг, да кажам, друг систем и друг сетинг на однесување и на живење, каде што детето треба да се вклопи во животот на родителите млади. Така да тој ритам треба на некој начин и детето да го почувствува. Бидејќи децата, да се разбераме, функционираат на енергија. Значи, мајка која е расположена, која е спокојна, која е релаксирана, со таква енергија го зрачи собственото дете. И кога дои, и кога го гушка, и така натаму. Така да таа енергија децата навистина ја чувствува. Потребни ни се мајки кои што ќе бидат задоволни, релаксирани, одморени, наспани, спокојни, со една добра самодоверба. Значи, во тој контекст треба и да се грижиме за менталното и психичкото здравје на мајката и за незината емоционална состојба, која и текако влијае. Притисоците можат да бидат различни, нели се тоа индивидуални случаи, меѓутоа мајката мора да знае што да прави, затоа ви велам стручната помош е многу битна. Бидејќи вие ако имате мајка која што има добра самодоверба, која знае што да прави со своето дете, е подготвена, затоа и бременоста треба да се искористи во тој контекст, за добивање на такви информации и престојат во породилиште, и дома се случува да млади брачни парови се грижат сами за собственото дете. Така да уживаат во родителството и тоа е навистина одличен пример што го гледаме сега веќе секојдневно. Зборот ми е, треба да се грижиме така како што детето бара во почетокот првите неколку недели, кога и реков се настануваат најголемите проблеми и најголемите дилеми се тогаш. Што е тоа правилно, како да постапам, како да дојам, плаче, цица, не цица, повраќа, има столица, нема столица, зошто плаче, има грчеви, нема грчеви. Ме разбирате, тоа е така една многу збунувачка и многу стресна ситуација, додека почнат да го разбираат, да разбираат комуникацијата на детето која е плач. Децата комуницираат преку плачот. Така да постепено на што илиме, одите по пат на елиминација, нели, детето плаче, тоа е начин на комуникација. Пробајте по елиминација, значи плаче од милиарда причини, нели? Сменете пелена, ставете го на града, дајте му храна, гушнете го, нели? Ставите му топла на стомачето, може би има гасови, грчеви, значи запознајте си го детето. Точно во тој период, во првите тие 4 недели, 4 до 6 недели, треба да се запознаат меѓу себе. И мајката и таткото со новиот член, а и бебето да се запознае со собствените родители и со неговото обкружување. Кога тоа ќе се надмине, полека ќе добијат сигурност и ќе влезат во некоја поголема рутина, а пак ќе напоменам, се случува во првите 40 дена, веќе многу едноставно да можат полесно
да излезат во надворешниот свет и да прават кратки прошетки. Еве сега оваа генерација која што сега има месец и половина, на сите родители им велиме да, изнесувајте ги децата, треба да излезете и вие и децата надвор. Меѓутоа правете го тоа постепено. 10 до 15 минути 2-3 дена. Па половина час во следните 2-3 дена. Па продолжете го времето постепено 2-3 дена, бидејќи тоа се големи промени за детето. И во тој контекст тие совети се навистина многу важни. За да можат родителите порелаксирано, мајките посрекно и позадоволно, нели, да го поминат овој период и да се адаптираат, истото важи за децата кои што сакаат срекни и задоволни родители. Што е она што околината, мажот, блиските, пријателите, по-блискиот круг на семејството може да направи за мајката, за таа да се чувствува посигурно во овие, да речеме, први 40 дена, кои што се клучни за запознавање со новиот член во семејството? Значи, треба да имаат разбирање комплетно за мајката која што доаѓа од породилиште или со бебето, која е оптоварена со сео на целокупната одговорност што ја има, нели? Со едни амбивалентни чувства. Дали ќе знам како да се справам со целата ситуација, да ова што го правиме во ред или не. Значи, треба да има разбирање, да ја обезбедат релаксирана и опуштена атмосфера, да ја обезбедат спокој, мир, да обезбедат мајката да има доволно време да се наспие, да има време да јаде, да има време да се истушира, да има време да пие течности за да има доволно млеко. Значи, една атмосфера која треба да биде позитивна и супортивна. Тоа е многу битно да го знае целото семејство. Значи, кога бебето плаче, може секој да го земе и да го успокои детето. А да ја даде шанса на мајката да се одмори. Ако мајката има потреба од обезболување после породување, пошто тоа знае да биде малку и по-травматски период, нели? И релаксација, и треба обезболување, и треба одмор. Тоа треба да се направи. И уште една порака до сите во семејството. Бебето кога плаче, не е само дека е гладно. Многу важна работа. Значи тоа е тоа е доминантна работа. Плаче, гладно е. Ставете го на града да цица. Дајте му храна. Не. Детето плаче од многу причини. Одете по пат на елиминација. Разбирате? Значи не плаче само заради глад. Бидејќи чувството што можат да го направат на секоја мајка, членовите на семејството, дека она нема доволно млеко за да го храни сопственото дете, е изузетно голем товар за секоја мајка. Значи тоа може да е вистина, а може да не е вистина дека она нема доволно млеко. Затоа ви треба стручна помош. На крајот на криштата има начин да се тоа надмине. Значи, она што ние како педиатри го велиме на мајката за да има доволно млеко, бидејќи млекото, пак ќе повторам, доаѓа во текот на првиот месец. Значи, малку трпение и спокој ни треба во целата таа ситуација. Тоа е процес, да се разбереме. Мајката мора често да го става детето на града, бидејќи со честото цицање се стимулираат хормоните за надоаѓање на млеко. Тоа е пролактин и окситоцин. Пролактинот обезбедува создавање на млеко во млечните жлезди, а окситоцинот обезбедува истиснување на млекото низ каналите и добар проток низ градите. Тие два хормона се многу важни. За да ги имате во високо ниво, треба често детето да цица. Тоа е една работа. Втора работа е мајката треба да пие доволна количина на течности, бидејќи 90% во млекото практично е течност, е вода. Значи течности мора повеќе да пие, има чаеви за доилки кои што опуштаат, релаксираат и така натаму. И плюс многу битна работа, незината психофизичка кондиција мора да биде позитивна, мора да се негува. Значи, мајката мора да има одмор, мора да биде релаксирана, мора да биде опуштена, мора да биде обезболена. Има ситуации кај што мајката има рагади, има оштетување на мредавките и така натаму. Па тоа све е болно, па раната е боли. Значи, тука веќе мора еден покомплексен пристап да се направи, бидејќи сите тие елементи и те како влијаат на млечноста кај мајката. Што да правиме со психофизичката состојба што се јавува од притисокот бебето е гладно, мора да јаде, затоа плаче и мајката реално не познавам мајка што си го нема ставено тој товар врз грб дека јас не сум доволно добра мајка, немам доволно млеко, едноставно што да правам, што ми се случува мене, бебето цело време ми плаче. Како тогаш да ја помогнеме на мајката, кога ние сме тие кои што и го наметнуваме тоа во немоќ, јас верувам дека тоа се случува во немоќ, бидејќи не знаат и останатите што да прават со бебето, па нели ќе го дадеме на мајката. Така е, затоа го говориме секојдневно.
Затоа се потребни тие подготовки. Затоа е потребно детето да оди на контрола и да се мери. Значи, ние ги мериме децата, да кажеме, во првиот месец имаме 3 до 4 контроли. Некаде закажувате почеста контрола и мерење, ги ја проверувате млечноста на мајката, проверувате тежината на бебето, однесувањето на бебето и заедно доаѓаме до одредени заклучоци. Генерално децата првиот месец би требало да напредуваат некаде 20 до 30 грама на ден. Тоа не е многу. Меѓутоа, ако не напредува, онда барате одредени причини зашто тоа се случува. Или ако детето напредува одлично, вчера имав едно бебе кое што расте 48 грама на ден, а мајката е целата загрижена, детето има месец дена и мајката е загрижена бидејќи детето плаче и дека повреќа и дека блюцка после цицање, дека можеби нема доволно млеко. Замислите, значи ситуација која секојдневно може да ви се наметне во една ординација, каде што ние разговараме баш за таквите сценарии. Секој пар е различен. Значи со тоа што детето толку многу напредува во тежина, детето цица и детето кога плаче не е гладно, тај да дефинираме, него детето плаче зашто го боли стомак. Значи треба да му дадете помош за намалување на неговите колики и грчеви во стомачето. Значи топло, притисок на стомачето, имаме и капки за грчеви и така натаму. Се со цел да одговориме на вистинската причина за плачот на детето. И да ја намалиме грижата на мајката која вели јас немам млеко. А детето расте 1,3 кг на месец. Да. Така да има такви ситуации. Значи мора да бидеме ние стручни арбитри во такви ситуации, бидејќи пак напоменам, говориме за индивидуални парови мајка и дете. Секој пар, мајка и дете, е различен. Како да ја помогнеме на мајката да се поврзе со новороденчето? Бидејќи често нели настанува оној шок кај неа, кога ќе го види и ја има таа љубов, но едноставно не знаат како да се поврзат. И тука, за да дојде до цицањето и да дојде нели да се изгради тој целосен баланс, треба време. Што е нормално, сите ние сме луѓе и треба да се изгради некаков однос. Како може средината, околината, најблиските да ја помогнат во градењето на тој однос? Дали ќе остават повеќе или ќе дозволат повеќе време за неја сама, за да го пронајде она што треба да му се даде на бебето? Пак ја кажам, секој пар мајка дете е индивидуален. Меѓутоа, она што во англосаксонската литература се вика attachment и bonding, значи контакт и поврзување е процес. Битна е бременоста, битен е менталниот склоп на мајката и нејзината емоционална состојба во текот на бременост и подготовката за бебето. Втора работа, со самото породување. Ние гледаме што порано бебето да го ставиме кај мајката на гради. Значи, оној кожа на кожа контакт што ќе го прочитате сега као нешто ново, тоа воопшто не е ништо ново. Децата сакаат да се доближат до своите мајки, сакаат да си ги почувствуваат мајките. Бидејќи стресот што го доживува бебето е благодарение на оној адреналин што мајката го лачи во текот на породувањето. И тој поминува низ постилката и детето исто во стрес. Значи, заеднички е стресот на породувањето, да се разбереме. И сепарацијата што детето го доживува, и што ја доживува после породувањето, е исто голем стрес за детето. Затоа гледаме што пократка да биде таа сепарација. Значи, првичното згрижување да биде кратко, да го затоплиме детето, да исчистиме дишни патишта, правиме одредени постапки во однос на згрижување на детето после раѓање за секое дете, нормално, индивидуално, според медицинската потреба и ситуација, и го ставаме детето на гради кај мајката за да се они гушнат. И ги затоплуваме. Така да, тој прв контакт, бебе кој плаче, ќе видите, ќе оставите кај града, на градата кај мајката или на градите кај мајката и престанува да плаче. Си ја чувствува мајката, мајката ќе почне да му зборува. Сакам да кажам, и децата очекуваат контакт со мајката, колку што и мајката треба да си го запознае сега веќе од друга страна бебето, нели? Надвор. Во други услови. Така, на тој начин, тој attachment, тој контакт се реализира. И сите препораки на она што велиме ние болници, пријателки на бебињата, тие кои што ги на некој начин промовираат принципите на згрижување соодветно како златен стандард во секој породилиште, секоја да стои најрано што е можно контакт меѓу мајката и бебето. И со тоа давате шанса да она што го говорите, мајката стане свесна
за тоа што се случува. Многу често во родилна сала ни се случува мајките да им различни емоции да покажат, што е сосема нормално, нели? Сите се различни. Имате мајки кои што тоа плачат од радост, имате мајки кои што викаат што јас сега треба да правам, нели? Имате мајки кои што викаат мене не ми се верува. Не ми се верува. Ова е моје бебе. И така натаму. Значи, сакам да кажам, се тоа емотивни, разбирливи реакции. За татковците нема да ви ги кажам реакциите, тоа е во некоја друга прилика кога ќе говориме. Меѓутоа, тука се сликаме, им даваме шанса малку повеќе да се запознаат со детето. Значи, така, даваме време. Нели, уште во самата родилна сала, уште во операционата сала, оти сега имаме спинална анестезија, кај што мајката е будна. Практично мајката си го гушка бебето и во операционна сала, додека тече царскиот рез. Замислите колку современата медицина даде шанса, апропо ова што го говориме, за да почне тоа поврзување и контакт од самиот почеток. Тогаш кога е вистинско време. Мајката да се охрабри да го фати и да го почувствува своето дете. Така да тоа е навистина голема придобивка. И тоа максимално го супортираме. Ви благодарам што и денеска бевте со подкастот на проектот Мама не си сама. Остануваме тука да зборуваме за многу важни теми. Сите оние прашања кои што ги имате во глава ќе бидат одговорени од страна на стручни лица. Се со цел да обезбедиме подобро, здраво и безгрижно детство на нашите најмали.